Доктор Игор Кузмановски, чие име стана видливо за јавноста по скандалозното видео на което имеша бела прашкаста материја, устана и без факсимил. Откако претходно било утврдено дека 6 месеци работел без лиценца, Фондот за здравствено осигурување сега во мирување ја стави неговата работа со пациенти. Фондот за здравствено осигурување на 22 октомври 2025 година го прими известувањето од Универзитетската клиника за неврологија, со кое се бара факсимилот со број 712680 за вработениот професор доктор Игор Кузмановски, да биде ставен во мирување. Веднаш по приемот и архивирањето на дописот, фондот постапи по известувањето и го стави во мирување наведениот факсимил, со што истиот повеќе не може да се користи за пружање на здравствени услуги во системот на фондот. Ова следува на барање на клиниката за неврологија откако сегашното раководство побарало од Фондот за здравство да му го блокира факсимилот. Во меѓувреме работат интерните комисии на клиниката кои го истражуваат случајот со нивниот колега. Повеќе детали новиот директор не сака да даде со оглед на како што вели сензитивноста на целиот процес. Интерните комисии работат. Крајен рок за поднесување на извештај до директорот е 13.11.2025 година. После тоа ќе ги испратиме до Министерот за здравство и ќе се објават јавно. Во моментот додека трае работата на комисиите, не би сакале да дадеме избрзани коментари. Целта е да работат независно и самостојно, а сите ресурси што им се потребни ќе им ги обезбедиме. Од лекарската комора пак велат дека доктор Кузмановски ќе мора да оди 3 месеци на обука па да полага испит ако сака да му се продолжи лиценцата. Одлуката доаѓа по сериозни етички забелешки и потребата за заштита на пациентите и угледот на професијата. Конечната одлука велат ќе биде донесена по извештаите на Министерството за здравство и клиниката за неврологија кои треба да дадат поширока представа за професионалниот лик и стручната способност на докторот во целина. Имајќи предвид дека Законот за здравствена заштита прецизно ги утврдува условите за издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценците за работа, а во моментов не постои судска пресуда или друг правен акт кој би условил одбивање на барањето за одземање на лиценцата, комората ја користи законската можност да наметне засилен механизам на контрола и едукација. Во клиниката за неврологија влегоа и здравствените инспектори. По вонредниот надзор утврдиле ни за пропусти пошто го казнеле Кузмановски со 500 евра, бидејќи работел без лиценца за работа, а на клиниката е било наредено да ги отстрани сите недостатоци.